Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Овој викенд е генералка викенд и сите треба да засукаме ракави и да чистиме. Но не дома, туку да изчистиме Македонија. Денеска стотици волонтери, ученици, представници од институции и компании се собраа на просторот кај Скопскиот аквадук за да дадат подршка на генералка викенд 2025. Акцијата е организирана од Men and Mountain со подршка од ЗЕЛС, Црвен крст и Министерството за животна средина. Пример дадо и председателката Гордана Силјановска-Давкова, вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити, министерката за образование професор доктор Весна Јаневска и градоначалникот на Киселавода Орце Ѓоргиевски. Но дали е доволно само еднаш годишно да се чисти? Председателката Давкова порача генералка викенд да стане генералка 365 дена. А ние од црвена линија велиме: не фрлај смети, шут на секаде, за да не мораме постојано да организираме генералки. Министерката Јаневска подсети дека наставните програми ја подигнуваат свеста за ризиците од загадувањето, но вистинскиот предизвик е да се промени однесувањето на сите граѓани. Лесно е со младите, туку кој фрла смет и шут кај што му стигне. Генералка викенд ќе помине, а дивите депонии повторно ќе никнуваат како печурки после дожд. Дали едукацијата или пак казните се вистинското решение? Тоа е оно што ве прашуваме денес, подсетуваме прашање плюс. Заследете не на Инстаграм. Нашиот профил е црвена линија, на Инстаграм заследете го и профилот на Телма телевизија. И веднаш кликнете на Инстаграм стори. Денес анкетното прашање до сите вас е: дали би пријавиле сосед што фрла отпад каде што не треба? Имате две опции за одговор, две полиња: да, не. Кликнете на да или не, согласно кој е вашиот одговор. Ке пресметаме, сумираме во проценти и ке ги соопштиме резултатите конкретно на црвена линија. Секако ќе ве подсетам во продолжение, сите вие кои што особено денес за прв пат можеби и ќе сакате да се вклучите во црвена линија, добре дојдени сте сите. Верувам секој од вас има што да каже во однос на нечистотијата и отпадот на сите страни, особено и депонии кои што можеме да ги видиме веќе на секој ќош. Она што сакаме од вас секако да слушнеме, дали едукацијата или казните се вистинското решение. 02307-005 е бројот до црвена линија. Завртете го и секако веднаш намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Јас и вие ќе зборуваме преку телефонска слушалка, што значи подобро ќе се слушнеме, а вие секако и веднаш ќе имате во увид дека сте во програма и зборувате во живо. Ке посетам и за останатите кои што може би вие и полесно и нема да успеете да се вклучите во црвена линија. Имате на ум дека можете да секако да бидете активни на Facebook, заследете го профилот на црвена линија, профилот на Телма телевизија, објавена е темата, а во продолжение секако ќе го погледнеме и прилогот на Тамара Марковска. Со ракавици вреки жилби за промена, стотици волонтери излегоа на терен да дадат свој придонес во националната еколошка акција Генералка викенд. Волонтерите го собираа ѓубрето додека механизацијата со багери и камиони го отстрануваше поголемиот кабес отпад. На терен беа и млади, кои првпат се приклучуваат, но и искусни волонтери од странство. Млада девојка од Полска веќе 2 години учествува во Генералка викенд и ги повика сите млади луѓе да го направат истото. Смета дека со вакви примери се создава култура на грижа за животната средина која треба да биде постојана, а не еднократна. 2 години сум вклучена во оваа акција во Генералка викенд. Сакав да мобилизирам сите од Македонија да се вклучат во акција, пошто сега е моментот. Нема веќе одложување, да виме се во ѓубре, не е убаво така. Мислам дека подобро ќе биде ако сите заедно ќе засукаме ракави да се вклучиме во акција. Секој еден од нас треба да се вклучи во една ваква еколошка акција со цел да ја направиме нашата средина поубава за живење. Освен граѓаните, активно се вклучи и представници од институциите.
Со вреки во рацете отпад собра и председателката Гордана Селјановска-Давкова. Министерот за животна средина Изет Меджити, министерката за образование Весна Јаневска и председателот на ЗЕЛС Орце Ѓоргиевски. Ние треба да си ја заштитиме природата, отиштитејќи ја неа, се штитиме себе си. Јас предлагам следниот пат да тргнеме од дворот на Собранието. Сте виделе како изгледа дворот на Собранието? Мислам дека е време да сватиме дека генералка викенд треба да прерасне во генералка 365 дена. Само во април 2024 година подигнати и транспортирани се 1995 кубни метри отпад од диви депонии, а вкупно во текот на годината биле отстранети 2970 кубни метри отпад. А ние денес во Црвена линија ве прашуваме дали едукацијата или пак високите казни се вистинското решение за да не се давиме во отпад. А верувам дека секој од вас веќе може да сподели со нас дали и ќе учествува во овој генералка викенд, така да вие и вашите одговори сте добре дојдени во ова денешно издание на Црвена линија. Подсетуваме, до нас е доволно да се стигне, доволно е да се заврти телефонскиот број 02-307-005, да се намали тонот на ТВ приемникот, а секако секој од вас можете да земете и активно учество преку пишување, коментари и споделување на Facebook. Профилите се Црвена линија, објавена е темата, како и профилот на Телма телевизија. Ке ги читаме коментарите секако измеѓу вклучувањата на гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Да, се слушаме, така? Да, одлично, повелете. Видите, се сакам да ви кажам дека акциите се добре дојдени, но пред акциите секоја комунална служба и секоја општина треба да си има контрола што се случува на нивните терени. Затоа што, еве ваму тој дел што се покажуваше сега кај Римскиот водовод, што се покажуваше, таму моментално има узурпирано големи територии од некои си градби. Тие градби фрлаат сега таму отпад. Сега тоа не го знае тој се од општина, инспектор. Исто така се случува во националниот парк Јасен. Се ствара една нова, се составува една нова депонија, што е еколошка катастрофа. И тука е езерото Козија. Општината не го гледа тоа. Еве, општината дали не го гледа. Прашите ги, јавите се утре кај градоначалникот дали имате еколошка катастрофа на езеро Козија. Да видиме што ќе ви одговори. Така треба. Па после сите тие работи да чистиме, да правиме и претходно треба дисциплина. И на однос на прашањето дали би пријавиле сосед што фрла отпад каде што не треба? Секако ја би го стибил и одма би го пријавил. Не е проблем за тоа. Одма би го пријавил. Така, благодарам многу. Вие сте и првиот со кој што ја започнуваме дискусијата во Црвена линија. Не се оддалечувајте премногу, останете со нас. Секако допрва ќе вклучуваме уште многу гледачи, верувам, и секој од вас ќе даде одговор дали треба можеби повеќе едукација или повисоки казни за да се реши проблемот со огромна количина на отпад и особено појава на депонии на секој чекор. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Мирослав поред телефон. Добар ден, Мирослав. Што да, малку критики. Видите, еве, вадена ми се и мене ѓубрето на капија. Дори прошлиот пат не сака ни да го фрлат затоа што сум немал канта. А кантата е нивни проблем. Добро, не и се. Живам од Визбегова, сум се представил на два начина. И од кај сум потекло е тука. Патот према Шутка. Депонија жива, гадотија жива, по ноќ се пали све и свашта, смрти и не можете да пуштите клима во ик ситуации. А овие другите што денеска се покажаа за ѓубрето, они тоа заслужуваат да чистат и ѓубре и председателката и компанија таму ќе му дам еден плюс на Орце.
затоа што со човекот имам пријатели во Кисела Вода што живеат превише се задоволни, не можам да паметувам повише од нив затоа што се превише за овие другите за џубре се, да, слободно може да собираат секој ден. Тоа е. Фала, поздрав. А еве и во однос на тоа, ако забележите сосед дека несовесно го фрла ѓубрето, дали би го пријавиле? Измине времето, заборавив да кажам. Кај ајде на кратко. На 5 метра од мене комуналците фрлија бетонски ступ во машината. А кај мене некна се расправавме, не сака ѓубрето да ме фрла затоа што било у кеса. Една се жалев сега кога идам да плаќам, идам кај шефот Горан или Зоран, како се викаше, не знам, јас сум бил таму. Големо благодарам и вам што бевте дел од Црвена линија. Останете и вие со нас. Продолжуваме понатаму. Еве дали сметате дека едукацијата или можеби високите казни се вистинското решение конечно нели да се ослободиме од ова појава која што е веќе секојдневие, а тоа се диви депонии, отпад на секој чекор и секако многу смет и отпад. Ете, тоа е тоа што се соочуваме секојдневно. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Голем поздрав од Битола. Голем поздрав и до Битола е многу Битолчани. загаден град. Многу беше убав чист градот, ама многу е загаден. Затоа што секој ден пред очите гледаме дека луѓето носат кај ќе тасат. Книга која имаш во рацете. Па немој да ја фрлаш краја некаде во себе носе, јас додома во джепот ќе го ставам и нема да го фрлам на улица. Не е потребна едукација. Овој народ не е со едукација, да се разбира. Треба само казни. Оти во странство слушам дека со казните не смеш да фрлиш отпушок од цигара. Имам ќерка во Америка. Ако те видат дека фрли, вика тие имат некои камери, одма на местото ќе дојдат и вика ќе ти ги земат парите. Нема да културиш, ти вика. Само казна. Јас така сметам, ако неколку пати го кази, кој тој ќе дава пари, ќе се смират. А сега ние имаме па во Битола и друг проблем. Нашата Пелагонија, која раѓаше, човек уште не раѓаше. Сега наполна сега со ѓубре депонија од 18 општини, не знам колку јади тони протестираме секоја среда, секоја вечер. Ама ништо не слушат никој, сите се за депонија. Регионална од 18 општини, рек, не тру, сите се изразболеа. Па сега депонијата, не знам што ќе биде, па ние треба да го времени да се иселиме. Ви благодарам многу, Тина, што ме слушавте. Ви благодарам на отстапеното време. Поздрав од Битола. Благодарам на секој од вас е ова време кога нели трае Црвена линија. Благодарам вам што бевте дел од ова издание. Продолжете да не гледате и еве преку вас ќе ги поздравиме уште еднаш битолчани. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Дали ме слушате? Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Во ред. Па она беше, види, истата парада ја прави пред предходната власт. Она немаше потреба да излези цел државен врв таму, и од министер, од председател, од што ти ја знам на општините што е на Зелц. Значи сите излегоа таму, а оствари што беше работата? Требаше еден налог да му се даде на комуналец, таму да се исчисти тој простор, бидејќи ете, се настапра. Комуналец ми се чини има инспектори. Барем затоа некој зема заплата за инспектор, како инспектор во комуналец. Што правеа тие? Дали е некој казнет од нив? Што требаше председателската да излези таму? Она е парада, ништо друго. Јас того ја сапам како тоа. Излезе председателката, излезе министерката, излезе председателот на Зелс. Шуетно. На што личи? Парада. Значи, реклама. Еве, види, ние работиме. А оние другите не работеа. И другите работеа. Исто така правеа. Истите паради ги правеа,
Меѓутоа, ете. Дали би повторно пријавиле се повторува сосед? Истата работа. Дали би Значи, пријавиле, не сме дали ме свесни ние слушате? луѓето, Дали би меѓутоа, пријавиле сосед Инспекцијата треба да е свесна. Добро, благодарам многу за одговорите, но истина сакаме и ова од вас да го слушнеме, бидејќи како граѓани верувам секојдневно и секој од нас се ослободува нели од сметот кој што ни се собира по дома, и дали сме совесни и во своето мало, во своето соседство, дали вие како граѓанин би пријавиле сосед што фрла отпад онаму каде што не треба, а и каде го гледате решението, вистинското решение, за да не се давиме во отпад и диви депони, дали е тоа во едукацијата или може би во строгите казни. Добар ден. Здраво. Здраво. Се слушаме, не? Одлично, повелете. Види вака, ова мене ми личеше на тешка демагогија. Се слушаме? Внимателно, продолжете. Добро. Мене ми личеше на тешка демагогија, да ти кажам искрено, ја не би се, да сум ја председател на држава или некој министер, овака не би се рекламирал. Слушај, пројде времето на демагогијата, времето на диктатурите, времето на комунистите, социализми, таму диктатори која владеја. Сега сме демократски општества, пазарна економија, значи се плаќа трудот. Значи, ќе си платиш луѓе, ќе дојдат, ќе си очистат таму тоа ѓубрето. Не вака продавање демагогија, како прво убаво рече пред мене овој. Бека, кај се до сега службите да делувале на тоа се толку ѓубре се собрало и тоа на такво историско место 2000 години старо. Кој никој не го, ова, колку пати се апелира да се зачува како историски споменик. И никој не му придава значење, нон-стоп се водат дури материјали од тој аквадук таму. Значи, ова демагогија нека не ни продаваат пупки, него не да бутаат у канцеларијне арамолепси за волебари кои не знаат како што гледам со тие апаратите медицински, таму немаат стручњаци да најдат, него да си запослат луѓе на терен и да си ја работата како што треба. Поздрав! Благодарам што бевте дел од Црвена линија. Продолжете да не гледате. Секако ќе ве потсетам да бидете активни на социјалните медиуми. Фејсбук е местото каде што можете да го дадете својот одговор на денешните прашања на Црвена линија. Еве како изгледаме на Фејсбук, прашуваме и тука, се разбира дали едукацијата или казните се вистинското решение. Пристигаат и првите коментари, така да пишувајте, наскоро ќе почнеме и со читање на коментари. Добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте. Убав и вам. Благодарам. За почита средина. Така. Вака, ја ќе бидам краток, не сакам да должам многу. Значи, казна си е казна, едукација си едукација, меѓутоа луѓе кои што подолго живеат во Скопје се соочуваат со, посебно во населба Аеродром, стариот дел, многу има дојдено од страна луѓе, сите се прават дека се најкултурни, најпедантни, посебно по на букинг што ги даваат становите, има, јас сум начекал и странци, и турци, значи, и од Босна луѓе што доаѓале од Хрватска, се прави дека не знаат кај е контејнерот, ќе ти го остави пред зграда ѓубрето и ти оди бери си памет. Сум се жалел неколку пати во општина Аеродром, некад ќе ми дојдат, ќе ми на средба што се вели, ќе помогнат, ќе расчитат теренот, од 2 дена истото ѓубре повторно се наоѓа. Така да, овде само треба германски систем. Секој комшија да си е шпион на себе. Го сликаш и казна му следува дома, си доаѓа, си плаќа на лице место, само така може да се едуцира граѓанинот. Иначе овде ништо џабе и 100 комуналци дима, јас сум разговарал со луѓе од комуналец, сироти и они не можат да постигнат дури. Толку има контејнери, толку се преполни. Прошетајте, видете, до Пладне веќе се контејнерите преполни со ѓубре. Значи кај нас само изгледа во Скопје треба 2 пати дневно да се чистат контејнерите. А на запад не е така. Чим го видиш контејнерот е полни плюс затворен капак треба да биде, не е отворен. Целата реа, целата смрдеа се шири низ цела населба. И после биле заразени. Ќе се заразиме. Големо благодарам и за учеството и секако за одговорите. Продолжете и вие да ја гледате Црвена линија.
Ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Досега имавте можност да слушнете од оние кои што ги вклучивме каде го гледаат решението. Дали е тоа во едукацијата или пак во високите казни. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. И вам. Благодарам. Па, вака, дали едукација или казни? Високи казни. Високи, да. Точно така, високи. И едното и другото. Заедно. Значи имаме луѓе што нивната свест не работи, помислат дека може и лево и десно и напред и назад да се фрли ѓубре, а што е најтрагично било какво ѓубре. Немаат дали свеста им работи или инатот им е голем, па не се толку совесни дека во ова ѓубре што го зима комунална не може да фрлиме например WC школка од тоалет или када. Они ја кршат, па ја тураат на кантата и после се расправаат со комуналците зашто не го зеле ѓубрето. Па не може ние такви отпадоци да фрламе во таа ѓубретарка. После вика тече ѓубретарката. Па тече кога внатре има се што и железо и камења и стакло. Домашното ѓубре треба да се двои од другото ѓубре. Значи пак е до свеста и до менталитетот, може сум досадна, ама како сакате. Затоа убаво рековте големи казни. А инаку треба да бидеме шпиуни. Или да возвратиме. Кога комшијата може да го фрли ѓубрето во мојот двор, и јас му го враќам. Фино лепо. И тоа да види, некога не е во дворот. Еве дали го пријавувате кога го прави тоа? Неговиот двор е, затоа што има ѓубре што се гледа дека е од таму дојдено. И јас му го враќам и го гледам право во очи. Добро, благодарам многу за учеството, за одговорите. Што се однесува до однесувањето нели на соседите, на вашите соседи во однос на тоа кој како и дали совесно нели се ослободува од отпадот. Црвена линија сега кој има и анкетно прашање, ве уште еднаш ќе ве префрлам на Instagram стори, се со цел да не заследите и таму и активно секојдневно да учествувате во нашите анкети. Денешната анкета е следна. Дали би пријавиле сосед што фрла отпад каде што не треба? Да, не се опциите за одговор, кликнете на вашиот одговор, сега го конкрет ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Добар ден, се слушаме, Тина? Одлично се слушаме, повелете. Епа вака, Тина. Сега, дали едукацијата или казните се вистинско решение? Сега ја не знам која е едукација. На власта треба да се даде, на градоначалниците или на граѓаните. Моje мислење дека поголем процент се криви градоначалниците, највише се криви, а помалку се граѓаните. Например, јас живеам у центар. До до универзална сала. Сега има банкоматинен куп, банкинен куп. Има пред банкоматот ставно ставено корп, така. Корпата се напунува и почињаат листовите да летаат од банкоматот. Сега граѓанинот е крив тука, не е крив граѓанин. Уопште. У контейнери, што фрламе ѓубре, така? Идеме и фрламе ѓубрето. Ѓубрето не е соберено. Граѓанинот уопште не е крив. У парк често идам да вежбам. Ете така. Нема корпи, отпадокот кај да го фрлиш. Значи, не е граѓанинот крив. Градоначалниците се највише криви. И ја тоа моje мислење. Поздрав, Тина, пријатно. Поздрав, големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Останете си како со нас и понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден, добар ден. Намалете го тонот на телевизорот веднаш. Добро, фала. Ево, за да можеме да... Дали сум во Црвена линија јас? Да. Да. Ако го намаливме тонот на телевизорот, повелете. Да, добар ден повторно. Добар ден. Се јавам од Охрид, населбата Подмоле.
Касните, валда ваше, добро. Да ме слушате? Да, одлично, продолжете си. Така. Имам проблем веќе 4-5 години. Во Вилско населје Подмолец живеам и комшијата до мене имат плац од Охрид и човекот влезен е во пензија пре 5-6 години. На тој плац се носи се могуче џубре од сите значи отпади. Бират, шетат низ цел Охрид валда и носи тука. Јас имам пријавено во инспекција 3-4 пати и слики, имам даено и на секретарот на општината, зашто ми е комшија тука. Тој му има кажано неколку пати, тој вика ќе средиме работата, ќе завршиме. И денес ден ништо воопшто не е направено. И синот пре не цел месец пријави во инспекција, во Републичка инспекција во Скопје и тие рекоа јавите се во градот Охрид, на инспекција во Охрид, да видите што ќе направат. Завчера дојде истата инспекторка Сузана, се викат, што беше и прв пат при 4 години и повторно после година дена, секоја година истото, ништо не прави. Да ви покажам слики, ја од пенџера моја, ево и сега гледам, цела населба е чиста. Благодарам многу што ги споделивте овие состојби на кои што сте сведок со гледачите на Црвена линија. Секако и веќе ве охрабриме, не само на нашиот профил Црвена линија, каде што можете да коментирате и секако да споделувате и ако имате фотографии или нешто сакате со нашата редакција да споделите на што сте сведок. Благодарам уште еднаш до гледачот за неговото учество. Добар ден. Ало. Каде го гледате вие лично решението за да се ослободиме од диви депони и огромна количина на отпад, смет? Ало. Ве слушаме, добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, сега ќе ви објаснам. Јас сум жител на Газибаба. Добро. Неколку пати пријавам комшија. Значи, толку е тоа руинирано, значи, отпад, сето тоа, меѓутоа општината не реагира. Какви одговори ви даваат еве надлежните? Немам одговор. Значи, буквално немам одговор. Тоа е една работа. А втора работа, ова што се покажува на телевизија, денеска што го кажувате, ова е буквално пиар. Значи, председателкава, ЗЕЛС, ова, она, чист град, ама апсолутно ништо. Значи, мораат, да кажам искрено, председателиве на општините да заземат став. Значи, што е прљаво, мора да биде исчистено. Без разлика на кој, што, како е. А каде го гледате ве решението и кај граѓаните, нели да не создаваат вакви точки? Да, меѓутоа, извинете, молим, значи, граѓаните се неодговорни, меѓутоа треба општината да најде начин. Дали начинот во едукација или повисоки казни? Па искрено не знам. Мислам дека повисоки казни во секој случај. Затоа што ќе се најде начин. Благодарам секако што бевте дел од Црвена линија и секако што дадовте одговори на нашите прашања, но и споделивте нешто со оние кои што не следат во моментот. Добре дојдени сте сите во Црвена линија. Црвена линија ќе потсетиме просторот каде што токму граѓаните имаат можност да дадат одговор, мислење, но и еве да споделите факти кои што се врзани токму за темите за кои што зборуваме. А денеска Црвена линија ве прашува каде го гледате вистинското решение, дали е тоа во едукацијата или пак во казните. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Вам и на вашата цела екипа. Благодарам многу. Му благодарам на овој што ме уклучува. Вака, па прво ние да се огледаме на огледалото, какви сме ние. Дојдете да видите во 7 зграда, ама да се чисти, нема да чистиш. Има само да се прља тука. Пред мене, како икона, стои машина за перење. Скапана.
Ова дали личи? Надвор, на терасата беше, што да ти кажам? Па ние сме прво тија, а не другите. Прво ние треба да се казниме. А не друг да ме казни мене. Ја прво треба да се казнам. Како сум јас, педантна жена. А после друго, метропола е ова, главен град на Скопје. Скопје е ова главен град. На што личи? Па чавра е ова куќа. Баши бузук е тука. Порано не сме биле такви. Дошле дивите и спедили питомите е работата кај нас. Порано сме седеле на терасата, сега не можеш да седиш. И се заклучува и па отвараат врата, дали е отворено. Не. Дојдете да видите пред мене како икона машина за перење. Скапана. На што ова личи? Не да се жалам, навистина е тоа толку. Благодарам и вам што се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. Сега ве префрламе на Facebook, продолжете да пишувате и понатаму коментари, односно да ги давате вашите одговори на денешното прашање, дали едукацијата или казните се вистинското решение. Ке почнеме прво со коментарот на Волк, кој што напиша Тале не се јави денес никаде да не е болен. Господине Волк, драго ни е што и ве сте активни, не следите, но подобро следниот пат или што поскоро дадете ни коментар во кој што нели ке содржи ваш став и мислење и одговор на прашањето каде го гледате вие вистинското решение, за да нели не се давиме во депонии диви, во многу отпад и смет на сите страни. Светлана Андреева, ајде да го покажеме и овој коментар, значи напиша едукација. Јас би рекла потребно е воспитување на децата до 7 години. Потоа веќе се е задоцнето. Еве што се случува за жал. Значи само големи казни, бидејќи луѓето не почитуваат ни пишан, ни кажан збор, а совест очигледно се нема. Значи само големи парични казни да се доведат луѓето во ред. Поинаку не бива. Благодарам господја Светлана и вам за активното учество. Ако не гледате, продолжете и понатаму. Добар ден! Христос воскресе! Еве ве побараа па да слушаме на темата, господине Тале. Каде го гледате вие решението? Секој сум јас на темата, значи Македонија како држава и наши интереси во Македонија. Секој сум на темата јас. Сега, за разумни луѓе, со разум, значи со свест, не треба казни. Но за жал некои луѓе сами по своја волја одбираат да бидат неразумни, невоспитани, така. И сега ако има казни, тие ќе плукаат по Македонија, по власта, по држава, по се, оти некој ги казнил, дека биле нали невоспитани, неразумни. А ако нема казни, тогаш пак не чини државата, пак не чини власта, оти нема казни. Ето како да му погодиш на таквите. Сега јас велам дека секој човек треба да ја чувствува Македонија и од својот прак, и од својата порта надвор за светиња, за своја земја. Не е само наша земја, домот наш, дворот или станот. Се е наше. Цела држава Македонија е наша. Света земја. Не треба да се фрла било каде џубре. Ако таква свест имаме, боголюбива, христијанска, човечка, национална, граѓанска свест, нема да биде вака, но за жал не се работи на такво воспитување. Овде се еве барем овие во независна Македонија масовно се зборува со плукање, со ширење омраза кон својата мајка Македонија. И сега ако така ти воспитуваш деца, народ да нема чувство за држава, ќе фрла џубре, ќе сака. Благодарам многу за одговорите. Останете и вие со нас. Продолжуваме понатаму. Ве посетувам, пишувајте коментари. Секако во продолжение ќе ги читаме вашите одговори кои што ги постирате на Facebook на денешната тема на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушаме во Црвена линија. Дали сте во Црвена линија? Сте во Црвена линија, повелете. Сега вака, значи, овие младите треба родителите да ги казуваат. Значи, тие сите џубри ги прават. Да ги повикуваат и да ги казуваат. И после со онија тротонети, што ти знам, и тие закон треба да го укинат. Значи, во Скопје моторџијата загина. Значи, родителите треба да ги казуваат
и нема да фрлат ѓубриња по градовите. А тале што се јаво, прве тале треба да го воспита некој, на Ве тале молам мозокот не му времето работи. што ви е предвидено да не ги коментираме гледачите, ве молам. Мозокот не му работи на тале. Ајде сега да не ќе треба најверојатно и да ве исклучиме. Зошто ги коментирате другите гледачи, па уште и ги навредувате, ве молам. Ке ве потсетам, долго време не се случило и ве вака да бидете и да реагирате, ве молам. Секој еден има право да се вклучи во црвена линија. И не можеме ние да им ограничиме на луѓето нели какви одговори ќе дадат, но секако ќе активираме црвената линија доколку се користат навредливи зборови, говор на омраза и секако ако во нели вашето излагање, тоа важи и за коментарите, има пцолсти, вулгарни зборови и така натаму. Да се држиме, да бидеме културни, бидејќи еве и кога зборуваме за несовесно ослободување од шут, отпад, нели неселектирање на ѓубрето, сето тоа спаѓа во културата на еден народ. Па така, ајде сега да проговориме за она што е од исклучителна важност, а тоа е да имаме почиста животна средина, почисти градови. Дали тоа е возможно се разбира со повеќе едукација според вас или можеби со високи казни? Добар ден. Добар ден. Дали ме слуша гледачот од другата страна? Добар ден. Дали јас сум во програма? Секако, повелете, ве очекуваме. Нешто дека пред малку зборев во ред. Гласот само да го намалам. Да продолжам. Не одговорив дали би пријавила, ме прашавте. Да, би пријавила, ако треба и лично би отишла. Малку здравствената состојба ми е критична. Доволно со ова што говорам на медиум. Човек од 45 години доаѓа по улица со сендвич и си влегува во двор, качи мене. И на оградата подпре си го јаде сендвичот, а корпата за ѓубре до него кантата. Го изеде хартијата ја стутка и ја фрли на сред улица. По 5 минути дојде едно маче, ја растури хартијата, по него дојде куче, ја докина и таа се разлета низ цела улица. И сега каде е тука совеста? Нели ова јавување, еве јавно? Не казни, јас 1000 евра би го казнила. Значи тоа е за инат. Македонскиот народ е препол со инат. Препол е со инат. Кога корпата е до него, зошто го фрла на сред улица? Да видиме дека јадел сендвич? Боже ми, јадел јагне печено. Значи, тоа е нашиот простотилог. Еве, нема време, пријатно. Имате уште 23 секунди. Не знам зошто гледачката самата се исклучи, секако имавте уште 23 секунди. Благодарам за повторното вклучување. Еве, можевме досега да слушнеме најразлични одговори, дури се спомна дека и несовесното однесување, еве, можевме да слушаме резултат на некаков си инает. Па каде го гледате вистинското решение? Повеќе едукација или повисоки казни? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Епе вака. Ве следам редовно и прв пат ви се јавам во емисијева. Па драго ни е, верувам, не и последен. Да, вака ќе ви кажам. Јас живеев 37 години во странство и сега како пензионер се вратив овде во Македонија. Да, и да ви кажам, не ве слушам ништо. Ние ве слушаме, продолжете. Е така. Решение за ѓубрево е тоа што на западов ние купуваме кеси за ѓубре од 35 литри нагоре или помали има, ама коштат, например, 1 евро една кеса. Сега некој може дневно да фрла и по 10 кеси ако има пари. Тоа. Значи кесиво да се плака, да се многу скапи и само во кеса да се фрли ѓубре. Каде живеевте 30 години? Во Швајцарија. Еве, во Швајцарија важи за една од најчистите земји. Да се под земја и нагоре имаме само да се фрлат врекиве и се има отвори само за 3. Не ве слушам, не. Кажете ни, еве, во Швајцарија, доколку некој фрли отпад онаму каде што не е предвидено и на начинот како што не е предвидено? Ќе ве најдат, дали по некоја белешка од продавници или било што ќе ве најдат и ќе ве казнат. Секој ќе бидете казнати. Дали е тоа еве решението за... Да. Само скапи кеси и контейнери за обично ѓубре, контейнери за разградливо ѓубре, за еколошко ѓубре, за тоа.
Така, големо благодарам, Еве. Драго ни е што, како што напоменавте, редовно не следите и но за прв пат се вклучивте во Црвена линија. Верувам нема да биде и последен пат. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Јас само едно прашање ќе поставам. Кого да казниме што не го изчистија ѓубрето околу Сава што изгоре и што стои година дена вак? Дали е пријавено до надлежните, до општината? Општина Центар, универзална Сава, како се запали една година, така стои оградена и со ѓубре. Добро, дали ве реагира надлежните, дали ги информиравте, иако... Кого да информираме? Кажете ми, кого да информираме? Не знаат дека се запали универзална Сава, дека има ѓубриња, дека стои заградена. Каде е лично како граѓанин го гледате решението за да немаме вакви состојби? Па не знам кај да го гледам и ја решението. Се прашувам, тука седам и гледам секое утро изгореници. Па дали може би треба повеќе едукација според вас или повисоки казни? Едукација. И казни, кого да казниме? Не знаеме. Добро, дали еве би пријавиле сосед или соседка доколку не совест? Ама не сосед, не се работи ова за... Не, зборуваме, еве, генерално како граѓанин, дали би пријавиле сосед, соседка доколку... Би го пријавила и би му кажала директно. Така. Фала. Благодарам, Еве, добро е што ве има многу, драго ни е за тоа и токму благодарение на вас јавноста ќе може да слушне еве и ваши сведоштва во однос на тоа на што сте сведок кога станува нели за локации, места каде што има не само новоформирани депонии, туку на секаде се соочуваме со исклучително многу смет и отпад, буквално на сите страни. Каде го гледате решението? Еве, дали тоа треба може би повеќе едукација или повисоки казни? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Дали ме слуша гледачот? Повелете. Да, ве слушам. Повелете, ве слушаме и ние. Ме интересира, пошто доста луѓе се јавија и ви кажуваат дека имаат проблеми, зашто вие не одберите 10 случаи и дојдете на лице место? Па секој ден, и вчера имавте можност во продолжение од Црвена линија да прекчера да се зборува токму за нели оние еколошки точки. Говорите, кажува дека одат инспекции и ода тоа и никој не е казнет. Или не се презема ништо. Зошто е тоа така, еве, според вас? Како можеме да го најдеме вистинското решение? Вистинското решение е на лице место да судите. На секој месец по 20 места ќе се пријават и за една година 200 места ќе се исчистат. Така дали... Шо, како телевизија, шо правите? Си играте играчки, значи вие. Вие само слушате, а зашто не учествувате заедно со луѓето што се јавуваат? Како сакате да учествуваме кога просторот е да кажат граѓаните и да им ги одземаме и тие 90 секунди? Кажете ми вие дали би пријавиле сосед доколку забележите? Ама пријавуваат луѓето, директно пријавуваат луѓето, вие не сакате излезите како телевизија да видите што се случува. Најверојатно редовно не следите, треба тоа да почнете да го правите со оглед на тоа што особено, еве ќе кажам во името на телевизија Телма, постојано, не само во рамките на вестите, туку и во рамки, еве, ми се чини прекчера беше се зборуваше токму за оние еколошки точки каде што нели има депонии, можност за огромно загадување. Така да телевизија Телма е исклучително екоодговорна телевизија, а дури и ние како Црвена линија минатата недела имавме издвоена тема конкретно за тоа колку како граѓани го селектираме отпадот и сме совесни во однос на тоа. Така да, навистина ми е жал што овој пат, еве, во оние 90 секунди сакавме од вас и да слушнеме каде го гледате решението. Но, она што го кажавте, го цениме секако како одговор. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Како оди? Дали се слушаме? Добар ден. Се слушаме, добар ден. Добар ден. Намалете го, само ќе ве замолам тонот на телевизорот.
Еве, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Сега што да кажа за едукација, едукација не може никој да ја учи кај нас. Едукација иди од семејното воспитање. Се слушаме? Да, внимателно ве слушаме, продолжете. Сега мислечко решение да ви кажам, мислечко решение многу селјаци имаме во Македонија. Да не ги навредуваме само, внимавајте, ве молам. Да вредуваме, јас сум прилепчане си. Еве како е во Прилеп, да речеме, во однос на тоа? Што да ти рече во Прилеп, многу селјаци има. Дали може би треба повисоки казни? Добро, благодарам и вам за учеството. Ве префрлам веднаш на Facebook, бидејќи таму гледачите и како се активни. Продолжуваме со коментарот на господја Цветанка Стојановска. Се прашувам дали казните треба да бидат вистинско решение за се, да функционира нормално во нашата држава. Не вреди ни едукација, ако кај секој од нас затаила совеста. Поздрав Тина, поздрав и до вас, господја Цветанка. Мите од Штип напиша: само обштествено корисна работа, односно казна, јавен срам, односно да собира пикавци на плоштад. Благодарам, господине Мите од Штип. Еве интересен коментар меѓу она кога зборуваме каде е вистинското решение, дали тоа да биде едукација и високи казни, дали може би се сложувате и со Мите од Штип, дека може би и обштествено корисна работа за оној кој што или несовесно го отстранува отпадот, односно јавен срам би било решение. Добар ден. Ало? Добар ден во црвена линија. Добар ден, Тина. Повелете. Поздрав. Јас сум за... Некогаш помага и едукацијата. Во некој случај, да. Меѓутоа, јас сум повише и за казните. Значи, казните можат само со парична казна. Што поголема казна, тогаш под джебот повеќе ќе биде внимателен секој. Како секаде во европските земји, па и во Америка и во Австралија додиш, секдека не смееш хартија да фрлиш на улица, а не... Јас еднашка поминувајќи од работа, од зградата фрла коски. Како варела, изгледа како ги чистила, така ги фрлаш од прозор. Значи, тоа не е тоа е култура, нема никаква култура, нема никакво ни образование, ни домашно воспитание, не е тоа. Значи, само казната. Ако казни го, прво казни го со најмалку. Ако види дека нема ефект, па ќе го запиши го таму дека е една казна. Зголеми му е наредниот пат дупло, тродупло, да видиш како ќе се научат. А и во тоа што преска некој рече, а и да се стават корпи во градот, во општините, значи да има на повеќе места корпи и некој лице што ќе ги собира отпадокот што денеска повеќе луѓе што ќе фрлат, се пуни кесите, така да има човек што ги почесто собира. Значи и тоа е еден дел што може секаде каде што ќе најде корпа да ја го фрли оној предмет што го има, дали сок пие, дали шише и така натаму. Па они после да го користат ете шишињата, после да ги собират. Благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Продолжете да не гледате. Еве и уште еден коментар од Славчо Гиздовски, еве што напиша. Вели, едукација кај нас веќе не помагаат. Свеста мора да проработи кај секој поединец, но за жал пластиката зема залет и тешко да се одбраниме. Казни треба да има, но не селективни. Еве, инспирирани од вас, меѓу казните ќе го споменеме и она уште еднаш што го кажа и господин Мите од Штип. Дали сте еве во однос на казните да постои корисна, обштествено корисна работа како казна, односно казна јавен срам. Добар ден за несовесните граѓани кога станува збор за отпад. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Видете се за ѓубрево што се однесува. Јас сум казни да им се тури само на градоначалниците. И то добри казни. Ништо повеќе. Тогаш они ќе си ја бркат работата. Толку не сакам повеќе да зборам. Тоа е се. Добро, исклучително куси, но сосема јасни.
Продолжете и понатаму да не гледате. Да видиме на 02307 005 какви одговори до прва следуват, односно ваши ставови, па и еве слободно можете како гледачите да давате и идеи во однос на тоа како може да се реши проблемот, односно да се најде вистинското решение. Добар ден. Здраво. Добар ден, здраво. Дали може да го намалиме тонот на телевизорот, подобро да се слуша? Само сега да кажам. Дали се слушаме? Да, одлично, повелете. Вака се. Гледаме на запад, демек све било чисто, не знам што. Не се работи за култура, тука се работи само за страф од казна, ништо друго. И тоа ако ќе потрае 10, 20, 30 години, наредната генерација ќе ја стекне културата. Тоа е целата приказна. Значи, само страф од казна. Сега. Секоја општина треба да има општинска полиција, како ја викаат таа, за зеленило. Екопатрули. И за оние ѓубриња. Исто така и комунална хигиена да има посебни контейнери и за овие големи ѓубрива што се фрлаат, за да има посебни контейнери. Сега, тоа е со ѓубрето. Но во казните доаѓаат и сообраќајните прекршоци. Јас носев еден човек сега на лекар и ме заустави сообраќајец, ме вика, не си запалил светло. Усред бел ден бараат светло. Каква е таа логика, кажете ми вие мене? Дали мене, ако го заборам светлото и акумулаторот ми се потроши, са бајле циркузи, кога треба да одиш негдека со колата, не може да... Благодарам што бевте дел од Црвена линија. Продолжете и вие да не гледате. Продолжуваме и ние со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Ало, се јавувам од Ченто. Како е во Ченто во однос на отпад, депони и несовесни граѓани? Во Ченто е цело Ченто депонија. Ние живееме на последна 45-ка, за еден месец 3 пати или 4 пати дошле комунали да собираат ѓубре. И знаеш што дошле со пикап. Кај може тие со пикап да го соберат она големо ѓубриште? Од една улица пикапот се наполни. Поминаа завчера тие од комуналец. И на едниот му се пиеше вода, во дворот дојдете, викам да се напиете вода. И дури ги жалам луѓето што идат со пикап ѓубре да собираат. Од една улица пикапот се наполни. И ги прашувам, ве жалам, што е работава? Немало камиони со што да го збираат ѓубрето. И каде е тука проблемот? Тука треба градоначалниците да отворат очи, да купат повеќе камиони, да вработат работници, ѓубрето да го збираат. Пред амбулантата во Ченто, пред клиниката. Континерите не се гледаат од ѓубриште. Тие се полни, а околу има што да види човек како појде, а амбуланта народ се лечи. И каде е тука правдата? Дали ја гледате во многу едукација или високи казни? Све да има. И казни, и едукации, и да има повеќе камиони за ѓубре да збира. Така, големо благодарам за вашите одговори. Секако со респекти кон овие гледачи кои што одговорија на коментар, преку коментар Димче Джеровски напиша и едното и другото, посебно да се казнуваат институциите кои не се вршат стручно својата работа, а Мирко Кодошо Габриел напиша доста со пари трошење на едукација и подигање на свеста. Само закон и казна, тоа повисока, пак едува и на јогурт. Еве ги резултатите кога ве прашавме денес дали би пријавиле сосед што фрла отпад каде што не треба. Со да одговорија 74%, а со не 26%. Почитувани, продолжуваме со реклами.
Почитувани, благодарам многу за денешното учество во Црвена линија. Секако со нов предизвик и нова тема и шанса до вас повторно нели да креираме нова Црвена линија од понеделник. Да ви кажам искрен совет е да си останете со Телма, бидејќи ќе ве препуштам на моите соседи кои што секогаш се совесни кога станува збор за тоа како сите да се чувствуваме добро со нив. Значи Нена ти Кате, добар ден, дали би се пријавиле еден со друг? Ако несовесно Кате го фрла отпадот од емисијата во близина на Ненат и обрат. Така, јас би го Како ме пријавила гледа Ненат. Кате, што ќе ме пријавиш? Ќе го пријавам и Ненат, а бога ми и тебе, Тина. Може. Ти, Ненат? Зошто бе така? Злобо едно. Нема, треба едукација за да се Па научиме едукација, сите. ќе го кренеш и ќе речеш, Нена, драг колега, друг пат вака да не правиш. Па тоа прво ќе ти го А зошто да кажам. ме пријавиш да ме казнат, што да ме оштетиш? Не, ќе те нема така да те пријавам, ќе те пријавам тука негде, Ај, разбираш? се, Не, како? Тина ќе ме пријави. А ти не би ме пријавил? Да се пријавам, а во ново издание на емисијата. Јас